Здраво на сите. Се надевам дека сте подготвени да проследите уште едно интересно и напнато издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Значи, надпреварувачи подготвени, стандардно, што значи чекаат да бидат повикани од моја страна за да седнат во нивните надпреварувачки кабини, да не ги држам повеќе. Прво ќе ги повикам победниците од минатото издание на нашиот квиз, односно денешните домакини. Да ги поздравиме Никола и Жарко. Повелете. Никола, здраво. Жарко, здраво. Како сте, момци? Добри? Одлично, одлично. Добре. Расположени за игра. Така минатиот пат све беше супер, да, среќа во несреќа. На крајот, кога требаше парите да ги земеме, мала утка направиме, мислам, не беше нека голема грешка. Излезе дека Роберт Редфорд нели има Оскар и освоено. Ние од тепка идетме, не е таа јака тема и тоа. Темата ни беше слаба. Ама и да ви оставиме некој динар да има и За денеска да ми ги земете, така. Вика да чекај, не му земаме сега 100 евра, нареден пат 300 ќе му земеме. 300 или ништо. Да, или ништо, тоа е таа. За сите. Да, така е. Имате нешто да додадете, сакате да додадете или тоа е тоа? Тоа е тоа. Домакини, си ја знаете кабината, повелете. А тука во нашето студио се и нивните противници, веќе добро познати на оние кои што следат Листа за 300. Да ги поздравиме Далибор и Златко, повелете. Без буткање ве молам. Има место. Како сте, добри? Добри. После неколку месеци повторно се дружиме во Листа за 300. Како поминавте периодов? Ајде ќе се навратиме неколку месеци наназад. Летото како го поминавте? Одлично. Одлично беше. Да. Еве уште работиме, кажи со. Од се понешто. Да, одлично. Значи искористивме и пари да направиме и да одмориме во исто време. Најидеално. Да ги потрошиме тие што ги заработивме. Кажи така и одмор ти да се врати. Ама тоа е да се вртат парите во круг. Така е. Не е убаво да се чува. Не е убаво да се И чува. добро е за убаво што се трошат. Така е. Баш така, само зубово да се трошат. Без разлика колку да се потроши. Таа ја кога одам на одмор, колку пари земам, тоа ми е правило, толку пари трошам. Колку оставам на картичка, толку пари трошам. Значи нема нешто да калкулирам и ќе вратам толку, можам да вратам, ама ако ми останале дел од парите што сум ги планирал за тој одмор, не сум ги потрошил, си ги трошам во последните 2 дена како Бог. Или последниот ден. Па тоа ќе се исчаствам се и тоа е тоа. Така е. Ако сте подготвени, сакате да додадете нешто, да поздравите некој, Поздрав еве до фамилијата. да не Сите што заборавиме, ме познаваат, да. Така е. Исто така поздрав до фамилијата, до моите дома, до сопругата, до двете керкички. Како се сопругате и керкичките? Супер. Тоа сакам да те Супер. прачам. Супер. Да, добри Секој се. своето, да. Чекам нареден пат кога ќе дојдете да ги земеш и нив. Да дојдат тука да ти пружат поддршка од Добро, прва рака. може, има шанси, да. Ето така договорени сме. Исто така добив критики од колегите од Адијант Кројачинца. Поздрав до нив. Не си ги поздравила. Не. Сам да ти е поздрав и од мене, еве, до сите колеги. И тоа е тоа. И тоа е тоа. Размисли убаво да не имаш критики после од некој друг. Дали Поздрав и до тие што не навиваат за нас, па и до тие што не навиваат. така, кај сите да ги опфатиме, тоа е да. Супер. Голем поздрав и од мене до сите. Ако сте подготвени сега, почувате како предизвикувачи. Имате интересни противници нас против вас. Може би сте ги гледале нели во претходните изданија и знаете за какви надпреварувачи станува збор. Може би веќе имате подготвена тактика. Не кажуваме ништо од тоа. Едноставно ќе видиме предизвикувачи. Ваше предизвикувачката кабина, повелете. Никола и Жарко, односно Далибор и Златко, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да ги провериме дали функционираат онака како што треба, за да си продолжиме без никакви проблеми во продолжение. За таа цел ќе ве замолам да исклучиме прво кабината на домакините, а Далибор и Златко, дали се слушаме? Да. Немаме никакви проблеми, така? Не. Ако нешто треба, ќе ми кажете, веќе имате доволно искуство, за да се чувствувате и слободни, доволно да реагирате кога нешто не е во ред. Со среќа во продолжение ќе исклучиме сега и вашата кабина, да провериме кабината на домакините. Домакини, добре? Се слушам. Може и подобро, кажи секој. Една клиничка може. Една клиничка. Верувам дека може и се сложувам со вас, но од технички аспект не можеме да ставиме за тоа. Може би понатам. Ако е све во ред, да започнеме, може? Супер. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини, што значи имаме зелено светло за старт. Така како и секогаш, така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата се истата гласи.
зборови на 5 букви што почнуваат на А. Бараме зборови од точно 5 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат со буквата А како авијатичар. Без оглед дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Секој збор може да го кажете само во еднина, во еден род и без членување. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на народи, на компании и слично. Никола и Жарко, дали не е јасна темата? Дали Борис Златко, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Уште еднаш ќе напоменам за да не направиме грешка. Бараме зборови на 5 букви, точно 5 букви што почнуваат на А како авијатичар. Откако го расчистивме и ова и се не е јасно, да повториме правилото дека први со надавање започнувате ковните предизвикувачи. Затоа ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а дали Борис Златко кога ќе имате понуда, кажете ни ја. 5. 5. Започнуваме со 5. 7. 7. 8. 8. 10. 10. 12. 12. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 19. 19. Ај округло 20. Заокружуваме на 20. 27. 21. 22. 22. 23. Едно повеќе 23. 24. 24. Нека одговарат. Да одговараат. Како тргна вика, так и сетна во последен момент, добра. Дали Борис Златко? Вашите противници, односно домакините, се реши да ви дадат вас шанса да се загреете таман прва лицитација. Имаме 24 празни полиња, бараме зборови на точно 5 букви кои што започнуваат на буквата А. Добро. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Авион. Авион. Така е. Афион. Афион. Исто размислуваме. Така е. Астма. Астма. Така е. Аорта. Аорта. Точен одговор. Алова. Алова. Тоа е црвена. Појма немав. Искрено ви кажам, ова е ете ново нешто што научи, затоа си го сакам квизов. Алова. Односно црвена. Алова е точен збор. Амбар. Амбар. Така е. Амеба. Амеба. Точно. Абрип. Како? Абрип. Абрип. Да. Што е абрип? Материјал за За градежништво. За градежништво? Да. Да. Појма немам, си прашувам ако не знам нешто, ете се учам вака. малтер. Да? Да. Абрип. Абрик. Дали Борис Златко, за жал го бара и во македонскиот дигитален речник и во пишаниот и како абрик, и како абрип, и како абрихт. Да видат да нима, затоа што има мало несогласување како се вика вистински и го побара под сите три поими, го нема. За жал. Сите се сложија таму дека се употребува во мајсторските кругови, го знаате ве сите во режија, освен јас, излегов што да кажам, тоа е тоа. Но за жал не е пишам во македонскиот дигитален речник, а знаете дека од таму ги црпиме информациите, нема да биде фер, нели, према вашите противници.
Далибор и Златко на добар пат бевме, но експериментиравме со збор, да, и малце ни се врати како бумеранг, но нема везе, ништо не е готово, сте биле во ваква ситуација, сте направили пресвртија да не се навраќаме, само сконцентрирано во продолжение и храбро како што знаете да си играте. Никола Жарко, одлично одиграно, ги фатив тете, има други зборчија, ја ги слушав, убаво размислува, но ете, за момент заглавија и рече да го искористат овој збор. И, ајде, кам скапо ги кошташе, тежок збор скапо во оваа ситуација, ама ете, ги кошташе споен, да. Но и вие, не се опуштајте премногу, затоа што знаете дека се може за момент да се промени. А зборови на 5 букви што почнуваат на буквата А, имаме Абдал, Абење, Аванс, Аверс, потоа Автор, Агенс, Агент, Аграр, Агава, Аждер, Азган, Ајвар, Ајдук, Ајдут, Акмак. Еј, колку убав збор. Акмак, така ме викаа порано. Аларм, Албум, Алиас, Алиби и така натаму ги има уште многу зборчиња. А сега, драги гледачи, како што реков, ништо не е готово ниту за едните, ниту за другиот надпреварувачки пар. Што значи се селиме на втората лицитација, која ќе одлучи дали ќе играме пенали или пак ќе се селиме директно на темата од денешната листа. Затоа да не должам повеќе, темата за втората лицитација гласи: хемиски елементи, чие име почнува и завршува со согласка. Извор, сајтот на ИУПАК, Меѓународниот сојуз за применета хемија, кој до 2018 година има признаено 118 елементи. А ние бараме имиња на хемиски елементи од периодниот систем, чие име почнува и завршува со согласка. Значи, не смеат да почнуваат на А, Е, И, О, У, ниту пак да завршуваат на овие 5 букви. Никола Жарко, дали се разбравме? Да, дали е јасно? Да, дека малце објаснувањето подолго беше. Дали ни е јасна темата? Супер. Дес уште еднаш ќе повторам за да не дое до забуна. Хемиски елементи чие име почнува и завршува со согласка, односно не почнува и не завршува на А, Е, И, О или пак У. Откако ги расчистиме овие работи, јас уште еднаш да подсетам дека први со надавање започнуваат при втората лицитација започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Далибор и Златко. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Никола и Жарко, а Далибор и Златко кога ќе имате понуда, споделите со нас. 5. 5. Започнуваме со 5. 8. 8. 10. 10. 20. 20. 20. Не се слуша. Колку? 20. А, 20? Да, и мене ме збуди, затоа. Аха, Ви сте 12 и најдошта 20 ми е бил. Аха. 21. 21. 24. 24. Има од прилика некоја бројка? Повеќе се од 80, помалку од 100. Можам така да дадам еве некоја груба. Има. Има доста. Колку беше? 20 и? 24. 26. 26. Ме прашаа вашите противници колку дали имам некоја бројка, можам да ви кажам дека ги има повеќе од 80 вакви елементи, а помалку од 100. 29. 29. А, рамно 30. Заокружуваме на 30. 31. 31. Ајде нека одговара. Ајде, одговарам, не биде дека само седат, така ли? Да. Се сложувам. Никола и Жарко, вашите противници решија да ви дадат шанса, вие или да им дадете шанса за пенали, или пак да го зацементирате, забетонирате сега резултатот и да се дружиме тука на главната сцена. Притисокот е голем, се е во ваши раце. Само сконцентрирано и опуштено во продолжение. Кога ќе бидете подготвени словно почет? Почнуваме со хлор. Хлор. Да. Хлор во едно и прв точен одговор. Никел. Никел. Кадмиум може? Така е.
Кадмиум. Кадмиум. Така е. Водород. Водород. Точен одговор. Германиум. Германиум. Така е. Кислород. Кислород. Така е. Хелиум. Хелиум. Точен одговор. Јаглерод. Јаглерод. Јод. Не, јод. Не, јод елемент. Така е. Бакар или купрум, како да го кажете? Натриум. Натриум. Не си Да го кажам. Не го кажете натриум? А, не. Не, кажи. Да. Натриум. Натриум. Така е. Полониум. Полониум. Знам, ама не сум сигурен. Не, нема. Да. Чекай. Литиум. Така е. Калиум. Калиум. Мисли ги други. Така е. Калциум. Калциум. Така е. Силициум. Силициум. Така е. Да, хром. Хром. Чека, не е насилва. Да, на пиѓорче нешто. Не ги гур, така е. Точен одговор. Бор. Или борил. Бор. Бор или борил? Бор. Сам малце јазично. Нема проблем. Па бор, борил. Сега вака, бакар да го кажеме, може као бакар или као купрум? Во наш превод, наша транскрипција. Бакар. Да. Така е. Стронциум. Стронциум. Така е. Цинк. Цинк. Така е. Неон. Неон. Флуор и... Да се видите што не Да, бе. Чекај го вие што светат. Точен одговор е неон. Флуор. Флуор. Така е. Полониум, мислам дека. Полониум го кажав. Полониум кажав, не така? Да, кажам. Да. Полониум, кажи го уште еднакво. Неон. Флуор. И уште едно беше. Етер. Нема, не, тоа е етер за воздух. Не, тоа е само гласка.
Кириум. Кириум. Така е, по Марија Кири. И уште 10 имате, да, Марија, како беше Склодовска Кири. А иначе приескајте полониумот кој го спомнавме, она го има откриено. Да, и за тоа има добиено и нели Нобелова награда. Радиум. Радиум. Така е. Радиум не сме не почти на само. Да, не тоа. Радиум, Германиум. Германија го кажа. Го кажавте Германија. Кажавме. Мислам дека да. Сега ќе проверам. Мислам не го кажавме Германија. Не, мислам да го кажа. Да, каже. Да кажа Германија. Пак. Германиум 2. Чека само секунда. Не. Стронциум го кажавме. Кадмиум. Го кажавме кадмиум. 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 Го кажа? Само момент да видам. Сега ќе проверам, тука не е на оваа листа. Мисля друг. Кажане кадмиум, да. Фосфор. Фосфор. да. Фосфор не е кажан. Тој беше третиот. Така е. Јод. Јод. Речи да пресече Никола, па што биде, нека биде, вика боле сега го паѓаме да паѓаме. Јод е точен одговор. Почнеме пат класија. Имате момци уште 2 минутки вака лабаво да размислувате, после тоа морам да почнам да бројам. Бор го кажа? Бор, мислам дека да. Само да проверам. А бор не е кажан. Бор. Бор. Да. Бакар го имаме кажано, јас сум ги измешал. Да, точен одговор. Како се пише мажата на Марија? Марија Киевско, не знам французно како беше. Пие, како беше? Не знам. Ама по него не Не. Ајнштајнинки се могласки се хелиум, кислород, азот, не, Нитрогин, имаме тоа азот. да, нитрогениум, азот е тоа. Кислород, Кажи го да кажем некој. метали, чекај. Платиниум. Ќе го кажам платиниум. Платин, не, платина е. Не, ако платиниум. Платиниум. Видиме. Така е. Он се уште некој нешто повеќе од 30 на секунди за лабаво размислување. Да. Сулфур. Сулфур и после ова ќе морам да почнам да бројам, другари. Затоа размислувајте брзо. Така е. И почувам Сулфит. да бројам. Сулфит. Калциум сулфит за гипсот. Или гипс. Сулфити се група, брат, на... Да, ама мислам за гипсот, мислам за гипс. Калциум сулфит. Многу ми е жал, брат. Ме фатија сега на кондиција. За малци, извинете за притисокот, тоа е. ама моравме, веќе времето почна да не гази. Криво ми е дека на колку 25 имавме точни одговори до 31, но па ќе кажам денеска Никола и Жарко работат во полза на листа за 300 како и во претходните изданија. Право да биде поинтересно и благодарам од се срце.
Далибор и Златко, се извлеговте ги пативте на кондиција. Баш. Добре, вие дали имавте 31 одговор? Горе вака? доле, тука Тука некаде. негдес. Тука не е, значи вие ќе се помачевте, можеше истото да ве снајде и вас, што ги снајде нив. Криптон, значи, селен. памета, така. Не знам Криптон, дали. селен, да не ги кажа, точно. Радон, родиум. Да, имаш уште неколку ете. Има уште неколку. Ај кажи некој. Сега се чука по глава. Нема везе, тоа е себе. Сите различно размислуваме во вакви дадени ситуации, а само Марче друго е кога исто. одговараш. Зашто си го имаш таблетот тука, така, видиме се што знае, убаво со Марче. сите одговори, вака да ви покажам. Там пи Марче паметен. Далибор и Златко. Ки играме пенали и пеналите ќе го одлучат победникот за денешното издање. Никола и Жарко се изнаиграа пенали. Више се мајстори во пенали, но да видиме дали ќе ги послужи среќата денеска повторно со темата. Далибор и Златко сконцентрирано во продолжение и дадете максимум све што можете. А пред да продолжиме понатаму на пенали, уште неколку хемиски елементи чиме почнува и завршува на согласка. Хајде да пробам. Не знам бизмут дали кажавме. Бром, волфрам, ванадиум, галиум, гадолиниум, потоа ајде, диспорзиум, јаглерот кажавме, калиум, кадмиум, калај, кобалт, копернициум, криптон, калифорниум, кириум кажавме, потоа лантан, литиум, лоренциум, магнезиум, извини, и така натаму да ви ќе почнат да ми се мешаат пред очи. А сега, драги гледачи, како што реков, пеналите ќе го одлучат победникот, односно надпреварувачкиот парк кој што ќе ми се придружи тука на главната сцена и ќе се ја опроба среќата, но и знаењето за да освои парична награда. А денешната тема за пенали гласи: хитови на дуото Ластовица и на Кукулеле. Бараме наслови на песни од некогашното дуо Ластовица, каде беа Владо Јаневски и Роберт Саздов, како и од групата Кукулеле, каде Роберт Саздов продолжи со пејачот Сашо Каимовски Панки. Никола и Жарко, дали не е јасна темата? Да. Одлично, Далибор и Златко, дали не е јасна Само темата? едно прашање. Пред Панки имаше и други пејачи. Се важат и тие? вака, се важат сите оние хитови Кукулеле, што ги важно да- извадиле Кукулеле, да. Без разлика кој Јасно. пејач бил. Значи, тука имаме извадено дека претходно се вика Ластовица со Владо Јаневски, потоа продолжија како Кукулеле. Имаше еден Стив Кировски Кукулеле, после Панки. Значи, Не е важно е важно, Кукулеле, ако- не е битно кој е пејач. Точно така. Не е важно кој е пејачот, да. Ото. А ако настапувале под Кукулеле, Да, името да. тоа е тоа. Знаете, драги гледачи, дека на пенали одговараме на поредно едниот па другиот надпреварувачки парк. Кабините се вклучени во текот на целата игра, што значи ќе мораат да бидат повнимателни нашите надпреварувачи за да не ги издадат одговорите на своите противници. И работата е што немаме многу време за размислување, мораме одговорите да ги кажуваме брзо. Со тоа мислам дека можеме да започнеме. И да, ќе заборавев. Предизвикувачите се оние кои што започнуваат први да одговараат. Што значи, Далибор и Златко, кога ќе го имате првиот одговор, споделите го со нас. Корпичка. Корпичка. Корпичка, корпичка, и да ти е златна. Така е, точен одговор. Мојта улица. Мојта улица. Чекај да видиме. Чекај, се важите со Панки, така? Да. Се важат секако. Ај, може да ми ја запееш мојата улица, дека како наслов не можеме да... улица. Ама не, чекај, да, само секунда. Нема да можеме да го минеме одговорот, многу ми е Не, шо. добро, мојта улица на барут мирис, ако не умрам од револвери, ги сумрам така. Аха. Ама, како беше насловот? Не мислам мојта улица, бе. После вакво пење, ако ти текне на наслов, ќе ти прифатам. Ќе го прифатам за... Сега. Ево, режија се сложија исто. Не каниме. Не каниме. Или не, како беше? Многу ми е жал, Никола. Да. Веќе почне од режија да реагира, Добро, да жирито. добро. Имаше тука еве ги хитовите И да умра млад, немој да ме жалите, нели потоа Корпичка,
Пушење, пушиме, кајле си, немаме, пуши цела нација. Со гаранција оваа песна многу соодействува со моменталниот живот во нашата прекрасна Македонија. Потоа, кјути жити се, блесава си или не, кучка неверна, лажи, меканат на свадба, постела рози, рмбам како црнец, Стамбол со се бардовци, судија, цимери и така натаму. Никола и Жарко, многу ми е криво што не успеавте да ми земете повеќе од оние 300 евра кои што ми ги земавте, но сепак паричната награда не е, нели, за занемарување. Сепак ја земавте она максимална парична награда, што, како да кажем, да става високо на пиедесталот. Така ли? Се дружиме во наредна прилика. Се надевам дека нема да чекам до наредната сезона за повторно да се видиме. Вајда во оној вториот дел од овогодинешнава сезона ќе имате право да се пријавите и повторно ќе се дружиме. Но сега, момци, морам да ви кажам чао. Чао. Далибор и Златко, одлично се извадивте. Како почнаме? Да, како почна целата работа, супер заврши за вас. Супер, сега ќе се дружиме тука на главната сцена да видиме дали ќе успеете да ми земете или ако ми земете колкава парична награда. Супер. Здравје. А пред да ги повикам или додека патува Далибор и Златко од кабината до ова место овде, ја мислам дека е време да отидеме на една кратка пауза. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по пузата. Епа, добре дојдовте. Добре дојдовме. Какво сте? Добре дојдовте. Многу ми е драго што еве повторно сте тука со мене на главната сцена. Ќе имате шанса да си освоите парична награда, не дека ви е непозната оваа позиција, не дека ви е непозната нашата листа, но сепак ќе морам за момент... Да, правила се правила, ќе мора уште малце да ве позамарам, односно да ви ги соопштам да соопштам ситуацијата како стои со нашата листа. Таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да земеме она максимална парична награда. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори добивате 300 евра. Дали сте подготвени? Ја пополнуваме од најгоре надолу одиме. Можеме и така да пробаме. Ново правило што да не. Зошто да не? Идеме, ама пази, идете од најгоре, да ќе почнеш од 300 евра и до нула стигаш. Добиваш нула. Подобре, вака, остай. Уствари, што го сам? Не е лоша ни така, твете. Ке размислуваме понатаму. Сега да се вратиме на темата. Како стоиме со јазици? Не вакви јазици, туку со зборење. Да, колку јазици збориме? Македонски, српски, хрватски. Добри се тука во студио викаат телешки јазици, свирски јазици, така да. Тие јазици најдобро ги збориме, да разбирам. Темата, имаме многу интересна тема, затоа слушајте добро и вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема држави каде шпанскиот е официјален јазик. Бараме имиња на признати држави од целиот свет каде де факто и де јуре официјален јазик е шпанскиот. Значи, држави каде званичен јазик е шпанскиот, а некако втор или полупризнат јазик. Дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Кога ќе бидете подготвени? Започнете. Шпанија. Започнуваме одма со матичната земја, сега. Шпанија. Така е точен одговор. Аргентина. Аргентина. Така е. Не, Бразил, португалски. Се португалски, не. Чиле. Чиле. Чиле ве сите тие се зборат на шпански таму. Така е. Опа и 50 евра. Ја дур си гледам, вие до 50 евра стигнав. Ние размислуваме за понатаму, не за Да, гледам. Гледам да ја си бленам во ова, проверам одговори. Океј. Што ќе правиме? Одиме понатаму или по? Ајде да пробаме уште Да три. пробаме уште три, да. Ајде. Перу. Перу. Така е. Колумбија. Колумбија. Така е. Венецуела. Венецуела. О, Венецуела за 100 не е. Да. Епа Венецуела што го ви донесе 100 евра на вас двајцата. Сега ќе имате тешка задача, дали одиме понатаму или не. Да размислите. Ќе одиме. Ќе одиме? Ќе одиме? Епа, ајде се. Не, Не си одиме понатаму. Ајде одиме понатаму. Мексико.
Така е Мексико, викам да не ми го заборавите Мексико. Не, Јас што се изненадив, Мексико според жители е пети во свет нешто така се наоѓа на листа, баш поминатото издание на листа за 300 имот ми се изненадив кога видов листата на најнаселени земји. Мексико Сити меѓу најголеми заиграли во Да, ама светот. не би изгледали има и поголеми територијално што се, ама ете. Тоа е тоа, населени Они се се густата. по-густо населени, мислам дека и од Кина. Ту, не знам, тоа видиш, ете интересно. Во ред имаме уште две за да ги освоиме оние 150 евра. Парагвај, Парагвај. Парагвај, 8 точен одговор и Еквадор. Еквадор. Еквадор беше кили наш? Еквадор мислам дека беше. Да, така? Така. Епа, да го поздравиме се, веќе кога го спомнав Еквадор, да го поздравиме и Кили. Се надевам дека не гледа таму и ужива и во наше име. И Еквадор, ете, и Кили ви донесе 150 евра. Одлично. Честитки сега. Размислете, имаме убава парична сума, која што нели не би сакале да Баш за изгубиме. размислување. Да, видете дали сте сигурни за одговорите не и имам кажете. во Јужна Америка. А Уругвај? Уругвај, добро. Да, памти го Уругвај. Венецуела, кај се живее друга. Овдека Ел Салвадор. Хондурас. Не сум сигурен. А Коста Рика? Ајде, имате уште 3 еве, ја ќе ви кажам. Да. Уругвај. Уругвај. Уругвај, брат му на Парагвај. Така е точен Тоа е одговор. од Јужна Америка. Тие се од Јужна Да, тие Америка. се од Јужна Америка. Ел Салвадор. Ел Салвадор. Ел Салвадор е 11 точен И- одговор. И Куба. Куба. Точен одговор. Е сега стигнаме до 200 евра. Ми се смешкаат оние 300 евра, имаме само 3 одговори, никогаш поблиску до 300 евра. Размислете убаво. Панама. Ама и многу поблиску до нула, да, исто така, може една грешка не дели исто. Коста Рика не ли е, бе? А Коста Рика не ја кажа. А чека овие островските може да се кажат и тие, нели? Ако се зборува шпански, да, секако. Ако е официјален јазик, таму шпанскиот, немојте да заборавите, само прв јазик треба да Или е. се они повеќе на англиски? Може да се. Кој ги кажавте до сега да ги играте? Коста Рика Коста Рика, Панама, и... Јајде, уште една ми фали. Коста Рика, Панама. Пријеска си кажавте, не знам зашто се... Можем да кажеме на Салвадор. Сите ги набројаме, сега ги забравим. Ајде, две имате, уште една ви треба. Коста Рика, Панама, кој да е тука? Хондурас. Да, Хондурас. Може и тоа. Ајде. Хондурас. Започнуваме веднаш со Хондурас. Точен одговор. Коста Рика. Коста Рика, Марко ќе рика, Сидел ќе рика, зашто као сте тргнали ќе ни ги земете парите И ние ќе рикаме. и вие ќе рикате у кафана пијани со 300 евра. Тоа е да. Со Панама. Панама. И Панама, дај да провериме прво, да не направиме... Така, ама нема што еве. Провериме Панама. 15 точен одговор за вас двајцата. Честитки, со здравје да си ги трошите овие 300 евра. А на моје огромно задоволство си обезбедивте учество веќе за следното издание на нашиот квиз, што значи повторно ќе се дружиме, повторно ќе се наградуваме и повторно ќе го тестираме нашето знаење. Исто и наше задоволство. Вашето знаење. Ви благодарам. А сега да прочитам, да пробам да издам, кажавме сепак 15 од можни 20 држави каде што шпанскиот јазик е официјален, ќе пробам да ги издам, мислам дека Боливија не ја кажавме, да Доминиканска република, Екваторијална Гвинеја, ми фалат уште 2-3, можеби јас сум направил некоја грешка, како и да е.
Одлично одиграно, честитки за освоените 300 евра и со ова, драги гледачи, доаѓаме до самиот крај на денешното издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Јас си поминав прекрасно, многу ми беше забавно, се надевам дека и на вас ви беше исто така. Не ни останува ништо друго, освен да продолжиме да следиме програмата на телевизија Сител, да го чекаме следното издание на Листа за 300 и никако да не заборавите, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!